Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Марија Митева, портпаролка на владата. Добре дојдовте, Митева. Добре ве најдов, благодарам на поканата. И господјата Каја Шукова, председател на форумот на жени на СДСМ. Добре дојдовте и вие, господја Шукова. Благодарам на поканата. Почитувани, ќе говориме за сите актуелни теми што ги тангираат сите граѓани, но за почеток би сакал околу овие политички теми што се наметнаа последниве денови, особено оној вчерашен инцидент што се случи со запалувањето на двете возила на бугарската амбасада, па предизвика реакција Софија, иако целокупниот државен врв го осуди овој чин. Експресно беше уапсен човекот што го изврши овој чин. Господјо Митева, според вас се уште не се јасни мотивите зошто е направен овој чин, предизвика сериозни реакции од Бугарија. Денеска ве слушаме дека бил повикан и нашиот амбасадор во Софија. Што мислите, на што се должи овој чин и како гледате на реакциите што доаѓаат од Софија? Максимално го осудуваме ваквиот вандалски, би кажала, и кривично правен настан кој што беше извршен во текот на вчерашниот ден. Она што можам да го кажам во рамки на институционално постапување е дека навистина и како држава експресно го осудивме, но и како институции многу брзо се постапуваше во, би кажала, лишување од слобода на сторителот на едно вакво дело. Јас секогаш велам дека вакви изолирани поединци кои што се обидуваат на било каков начин да направат штета на прецареномето на државата, на она што воопшто не сме ние, да не презентираат во едно светлово какво што јас не гледам дека се случува, зборувам на генерално, на централно ниво, на државно ниво, на нешто кое што навистина ќе значи разгорување можеби на некои состојби. Ценам дека максимално треба сите заедно како општество да ги осудиме ваквите појави, но она што е побитно е дека навистина експресно беше лишен од слобода и дека лицето се уште е во полициска станица, колку што знам, и дава изјава со цел да се утврдат мотивите. Јас верувам во постапувањето на институциите и очекувам да го санкционираат максимално поради овој чин кој што се случи. Господјо Шукова, сметате ли дека Софија преостро реагира сега за еден обичен чин, се уште не завршена постапката околу тој кривично правен прогон, мотивите, зошто го направил тој чин? Зошто одеднаш риториката имам впечаток дека еве се напаѓаат повторно бугарите, дека Македонија не е способна да обезбеди безбедноста? Тоа беа реакциите и на ВД председателката Јотова на дипломатските представништва. Дали овој тон е резултат на сега ова нова клима што владе во, ако можем така да кажем, во односите помеѓу Скопје и Софија, особено што постојано се инсистирањето околу уставните измени и за да може Македонија да продолжи кон ЕУ, па дали ова на некој начин Софија го злоупотребува, еве да кажам? Па нема да навлегам јас во анализа дали Софија злоупотребува или е пренагледна реакцијата на Софија. Јас би сакала да кажам нешто друго. Ние секако исто како Социјалдемократски сојуз го осудуваме ваквиот начин на однесување, без разликата дали станува на само на еден поединец или би биле повеќе случаеви. Меѓутоа, она што исто така не ни се допаѓа и за што зборуваме веќе подолг временски период е дека во државата, особено преку користење на социјалните медиуми, се гради еден неубав наратив кој што најверојатно ваквите поединци ги во наводници би рекла привлекува и прават вакви дела кои што не се во интерес апсолутно на ниедна страна, ниту на македонската, ниту на бугарската, бидејќи она што треба да го правиме, особено во регионот, е да градиме добро соседски односи. Јас би апелирала да се престане со тие лоши наративи кои што кружат по социјалните медиуми, кои што напаѓаат и односно се користат термини кои што не се во интерес ниту на другата страна, како не знам бугаризација, крадење на идентитети и така натаму. Многу често знаат да се вжештат социјалните мрежи, да има напади, да има провокации. Тука се вклучуваат и од надвор, се гледа по коментарите. Да, апсолутно. Не зборувам само за македонските држави, не зборувам генерално и мислам дека таквата пракса не ни оди во прилог на никому и додека има
таква пракса, да речеме, најверојатно ќе има вакви инциденти кои што никој не ги посакува и никој не ги поддржува, меѓутоа очигледно се испровоцирани од одредени наративи. Да. Добро, во сенката на, ако може да се каже, на овој настан, односно како што следува овој настан, сега интересно е и во Европскиот парламент во овие моменти трае дебатата по извештајот за Македонија, утре ќе се гласа. Сега нејасно е дали ќе се извади делот што се однесува за историската комисија, па тука имаше и реакција на ВД претседателката Јотова дека таа имала некакви информации и жесток е тонот на бугарските европратеници. Може ли да очекуваме Митева да се отстрани овој дел од извештајот од резолуцијата за Македонија? Јас можам да кажам дека водењето на надворешната политика од наша страна со водењето на надворешната политика од суседна Бугарија по многу нешта се разликуваат. Можам со сигурност да кажам дека нашиот начин на водење на таа надворешна политика е навистина во еден добросуседски дух и во едно покажување на почит не само кон нашите суседи, туку кон сите земји членки на Европската унија. Јас не би коментирала какви се, би кажала, состојбите и што би можеле или не би можеле да очекуваме, сепак да видиме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа симптоматично е што многу од оние, би кажала, аргументи кои што ги користиме, кои што ги презентираме пред јавноста во однос на овие состојби, некако од страна на суседна Бугарија можеме да ги видиме преку нивни изјави. Не сметам дека можеби тоа е начинот на кој што се водат или се градат едни добросуседски односи. Сметам дека диалогот е правата формула по која што треба да се стигне до било какво решение. Можеби овие наративи имаат некоја друга позадина, но нашата цел е навистина да покажеме една стабилност, едно водење на дипломатија со интегритет и со не анализирање или па прераскажување на нечии изјави кои што практично не доаѓаат од страна на наши представници или на наши институции. Јас можам да видам од страна на министерот за надворешни работи, надворешна трговија, еден навистина конкретен однос, еден однос кој што навистина би представувал можеби почеток на едно ново поглавје во односите кои што ги имаме и ценам дека тоа е начинот на кој што една држава треба да гради и сопствената внатрешна политика, но и надворешната политика, а тоа значи презентирање на Македонија како навистина достоинствена држава и дома, но и надвор. Шукова, очекувате дека ќе биде издействувано, бидејќи предходно известувачот Вајц имаше најава дека тој ќе побара од Советот на Европската унија тој дел што се однесува околу протоколот и тие теми кои што се идентитетски да добие правно мислење од Европскиот совет дали тоа се дел од европските критериуми, односно се надвор од европските критериуми. Очекувате ли дека оваа битка би можел да добие известувачот Вајц со групата пратеници што го поддржуваат? Па мислам дека би одговорила слично би потенцирал исто како и госпоѓата Митева. Не треба да навлегуваме во овој момент. Факт е дека во Европа се отвара, во Европската унија и во парламентот се отворија повеќе процеси. И врз основа на тие процеси дефинитивно се отвара сериозна дебата и во начинот на не само во однос на извештајот за Македонија и во односот на протоколите, туку и исто така и за начинот на пристапување на нови земји членки кон Европската унија. Што значи дека Европската унија отвара процеси, отвара дебата, не стагнира во процесите, што е добро за Македонија и за Западен Балкан. И мислам дека треба да ја почекаме да ја видиме дебатата во Европскиот парламент. Она што нас особено не интересира е извештајот, содржината на извештајот и напредокот на Македонија во однос на процесот кон Европската унија и во однос на реформите кои што треба да се спроведат во државата. А тој извештај не покажува сериозен напредок во тој дел, не покажува доволен напредок, она што Европа го очекува нас, а секако го очекуваат и македонските граѓани од македонската влада. Така да мислам дека тоа е темата на која што треба
тука во Македонија да разговараме дека треба да се подобри процесот на реформи, дека треба да се забрза имплементацијата на реформската агенда и мислам дека тука треба да ни биде фокусот. Ќе видиме Брисел што ќе одлучи, ќе видиме Европскиот парламент какви одлуки ќе донесе на самиот крај, ќе биде тоа интересна дебата, меѓутоа добро е што се отвара дебата и што се дискутира на таа тема. Има интересна изјава денеска на известувачот Вајц. Тој вели Македонија беше предводник заедно со Словенија пред 20 години. Мораме да кажеме да, земјата не ги направи реформите доволно брзо, но мораме да кажеме дека и ние од ДЕУ дадовме ветувања кои не успеавме да ги исполниме и мораме да признаеме дека многу држави во регионот, но јасно и Македонија покажаа напредок, покажаа исполнување на реформи. Тоа може да се види и во признавањето на реформската агенда и исплатите кои беа направени кон земјата. Има динамика тука, земјата е подготвена да ги исполни реформите кои ние ги бараме од нив и мораме да бидеме свесни дека ова исто така треба да биде наградено. Ќе бидеме ли наградени? Ваквите изјави не представуваат ништо кое што владата го гледа како состојба да го презентира во јавност или да каже еве се потврдуваат аргументите. Напротив, мислам дека за нас се охрабрувачки од причина што даваат еден подруг мотив за заложбата која што го даваме и за оние аргументи кои што ги насочуваме во делот на реципроцитетот во однос на она што Македонија досега направила и зошто се уште не ги започнува преговорите со Европската унија. Многу често можевме во јавноста да слушнеме различни изјави по однос на тоа дали ќе успееме, дали нема да успееме, дали уназадуваме, дали навистина оваа влада има посветеност кон реформската агенда, но на крајот од сите овие би кажала изјави или тези кои што беа пласирани во јавноста од опозицијската СДСМ, најголемата потврда за она што го говоревме е она прва исплата која што ја добивме од планот за раст, каде што навистина предничавме во однос на сите останати земји. Го потенциравме тоа дека навистина сме посветени и дека очекуваме таков да биде резултатот. За среќа на македонските граѓани, тоа се исполни, затоа што тоа е еден показател кој што ние како влада пред европските представници покажуваме малку подруг потенцијал за тоа каков е капацитетот на оваа држава, доколку навистина сака да се посвети на развој, на раст и на она што значи исполнување на домашна задача и обврска. Да, очекувам до крајот на јуни да се завршат и оние останати процеси кои што се дел од реформската агенда и повторно да бидеме предводници во делот на исполнување на чакурите, а сето ова ќе биде потврдено со онаа исплата која што ќе треба да следи по извештајот негде во средина на јули. Така што времето ќе биде најголема потврда за она што го говориме ние како влада и најголема потврда за невистините кои што се пласирани во јавноста од страна на опозицијата. Добро, особено во однос на исплатените средства во делот на планот за раст и реформите. Факт е дека се исплатија дел од средствата, не се исплатија сите средства кои што требаше да ги добие Македонија ако ги исполнуваше реформите согласно планот за раст. И тоа е тоа што владата на ВМРО не го кажува, дека се исплатени само дел од средствата, мислам дека се околу 60 и неколку милиони, сега да не грешам. 65,7. 65,7 кои што се исплатени во моментот, а требаше да бидат исплатени повеќе од 130 милиони, немојте да ме држите за збор, во моментот ја немам точната бројка, што значи дека не сме го исполниле сето она кое што сме требале да го исполниме до денешен ден, односно до денот кога е извршена исплатата, за да се исплатат сите средства. Точно дека предначиме пред соседните земји, меѓутоа тоа значи дека и они не го исполниле својот дел, бидејќи и таму не се исплатени поголемиот дел од средствата кои што биле доделени на државите, ако си го исполнат делот од планот за раст, односно реформската агенда. Таа е разликата. Не се кажува, ова е половична вистина, значи точно има исплатени се дел од средствата, меѓутоа многу помал дел од она што требала да го добие Македонија ако ги исполнила условите кои што се во планот за раст. Веројатно доснеле реформите и во изминатите години, претпоставам да се вклучам малку во дебатата и да кажам зошто не се согласувам со оваа теза. Реформската агенда беше документ кој што оваа влада го наследи како совесна влада која што работи во интересот и за интересот на граѓаните, реши во целост да го прифати и да не прави апсолутно никакви, би кажала, корекции, иако во самиот план за раст имаше превземено обврски од страна на владата на СДСМ и ДУИ кои што беа далеку од можност за реализирање согласно предвидените рокови.
Доколку било тоа така едноставно, истата таа влада можеби ќе имаше некаков прогрес на реализирање на реформите, а не напротив ние да мораме да се вратиме многу чекори години би кажала наназад за да можеме да ги реализираме. Па првата која што ја зборувавме беше во делот на енергетиката и во делот на зголемувањето на целата на електричната енергија, кој што како влада сметавме дека ќе биде огромен притисок врз македонските граѓани, врз семејствата со самото покачување. Дополнително, знаете, говоревме дека изборниот законник е ставен како дел од реформска агенда, а ние можеме да видиме дека таму се забелешки кои што се однесуваат на ОПСЕ и ОДИХР, кои што можеле многу претходно, доколку се изградил консензус, да бидат реализирани. Така што имаше многу нелогичности, но сепак успеавме да се консолидираме внатре во рамки на владата, да поставиме јасни, би кажала, предвидливи рокови, да видиме кое е она што можеме реално да го презентираме на Европската унија, да кажеме ова до сега можеме да го завршиме, да видиме со грејс периодот како ќе одиме и тука се оние варијации кои што вие ги користите сега на половична или целосна сума. Првиот аргумент кој што го имавте е дека нема да ги исполниме и дека нема да ги добиеме средствата. Тој аргумент ви го побивме, ги добивме средствата. Од кога ги добивме средствата, немавте како да ја пофалите владата, немавте храброст да излезете на пресконференција да кажете честитаме на македонските граѓани, не моравте на владата. Ја успеавме да добиеме дел од средствата, вие решивте, ама не е целосно, туку е делумно. Сега велите дека до 1 јуни требало да се реализираат некои од оној грејс период. Погрешен е и тој податок кој што го пласирате во јавноста, затоа што рокот е 30 јуни, така што манипулацијата со невистини која што ја презентирате преку секојдневните пресконференции, наша задача е да ја побиеме преку факти кои што ќе бидат потврдени не само од оваа влада, туку и од представниците на Европската унија. Јас би рекла дека ваша задача е да ги исполните реформите, тоа го очекуваат граѓаните од вас, а не да ја побивате опозицијата. И сега во интерес на тоа што го зборувате, сега ќе ви кажам, од 10 системски закони кои што требаше да се донесат, еве нека не биде и 1 јуни, нека биде и крајот на јуни, се донесени само 2. Неколку се веќе во фаза на работа и пратени до Брисел и вратени од Брисел, како што е предлог законот за судска служба и јавно обвинителна служба, што значи дека не се реформски законите, неприменливи се законите и Брисел ги враќа назад на доработка. Исто така денеска, ако не грешам, имаше и јавна расправа имаше, да, за јавно обвинителскиот закон и таму имате сериозни забелешки од стручната фела, која што вели дека впрочем не добила ни финалната верзија која што е денеска на јавната расправа, што значи дека процесот не е транспарентен, дека не се вклучени сите заинтересирани страни и токму поради тоа ние како опозиција во интерес на спроведување на реформската агенда и планот за раст забележуваме дека одредени закони не се носат, не се почитува временската рамка, впрочем и заради тоа и државата не ги спроведува реформите и ги губи барите кои што може да ги добие од Европската унија. Еве ќе се вклучам на кратко, повторно, затоа што ценам дека ова се само едни паушални изјави кои што не се подкрепени со аргументи. Прва наша обврска е да ја побиеме опозицијата со испорачување на резултати. Значи прво да ги испорачаме резултатите, а ќе ве побијат вас самите резултати и самите факти кои што ние како влада ќе ги реализираме. Тоа е клучот на една, би кажала, политичка волја која што работи за интересите на граѓаните, се со цел да ја разобличи опозицијата која што на дневна база неколкукратно во текот на денот шири невистини и манипулации кон граѓаните. Велите, ваша обврска е да ги реализирате реформите, нашата обврска е завршена. Први сме во регионот кој што има најголема исплата од страна на Европската унија по однос на реализирани реформи. И тоа немате доблест да го признаете. Велите повторно доцните со роковите, рокот е 30 јуни, не можеме на 16 јуни да доцниме. Можеме да доцниме на 1 јули. И тогаш можеби би требало да имате пресконференција. Вашиот председател Денко Филипче имаше ама вие имавте пресконференција на 1 јуни. Вашиот председател имаше, каде што им велеше на граѓаните, готово е, владата не ја исполни реформската агенда. Тоа е чиста манипулација и нечесност. Меѓутоа, со текот на времето и со текот на деновите ние ќе ги завршиме обврските кои што ги имаме превземено. Повторно ќе бидеме, очекуваме да бидеме лидери по однос на исплатата и по однос на реализацијата и повторно ќе ги побиеме тие невистини. Затоа што наместо да трошите енергија на смислување на теми за пресконференции кои што се надвор од вистината и реалноста, би требало да се фокусирате на
конкретна поддршка која што би ја дале на овие реформски закони, затоа што потегот со излегување од работната група за изборниот законник не е потег кој што ја потврдува вашата теза дека вие сте за реформи кои што се предвидени во планот за раст. Да, јас би сакала само да забрзаме многу други теми за тоа. Јас навистина мислам дека јас како и сите македонски граѓани ќе бидат многу среќни ако до крајот на овој месец, согласно динамиката на реформската агенда, сите 10 закони кои што се предвидени системски, а се досега се само 2 кои што се донесени, ќе бидат донесени и јас ви кажувам лично, нема да зборувам во име на председателот Филипчеве, јас лично ќе ви честитам ако навистина до крајот на месецот успеете сите 10 закони да ги донесете согласно реформската агенда. Благодарам ќе ве држам и јас и граѓаните верувам за збори и ќе очекувам. Апсолутно, да. Со тоа што јас морам да потенцирам дека навистина треба малку повеќе енергија да трошите на реформските процеси, а не на секојдневно напаѓање на опозицијата, бидејќи ние сме секако, како и сите останати политички партии во државата, сме за исполнување на реформската агенда и на планот за раст. Да, веројатно тоа е важно за да си ги подобриме состојбите дома, не само за Европската унија. Видовме дека по примерот со почетокот на преговорите за Украина и Молдавија, еве дури председателката денеска вели дека тие не се толку подготвени колку што е Западен Балкан. Тие се 3 години колку што знам јас кандидати. Македонија од 2005, ако не се лажам. Дали е во прашање сега само дека некој исполнувал или не исполнувал критериуми или одредени услови, веројатно се работи и за некои други, дали е геостратегија или други, не знам, интереси. Како и да е, на Македонија условот е да го смени уставот за да ги отпочне преговорите, па дури да влеземе во онаа фаза што ја non-paper што го најавија Макрон и Мерс за постепена интеграција, што не значи дека ние ќе стигнеме некојаш конечно до целта. Па тука прашањето ми е, прво ќе почнем со госпоѓата Шукова, зошто е невозможно СДСМ и ВМРО ДПМН, односно еве власти и опозицијата да постигнат консензус за некои национални прашања, ова прашање околу ИО секако е важно за државата. Што е проблемот? Дури председателката во една од последните интервјуа кажа дека имала обид да направи еве ваков исчекор во однос на постигнување на единство, консензус. Зошто е невозможно или можно ли е? Секако дека е можно и мислам дека... Што е причината што не може еве сега во моментов? Видете, нашите политики се јасни во однос на Европската Унија, во однос на процесот на пристапување и во однос на откочување на процесот за пристапување, односно отварање на преговорите со Европската Унија. Тука очигледно имаме значителни разлики со ВМРО ДПМН, кое што пред 2 години во текот на изборниот процес, односно изборите, кампањата, велеше дека ќе го поништи Преспанскиот договор, дека ќе ја репреговара преговарачката рамка, дека ќе има друга преговарачка рамка, дека ќе има подобри услови за Македонија. Ние тоа после 2 години не го гледаме. Не само што не го гледаме денеска, туку и не гледаме било какви најави, еве во наредните можеби година, пола година, година или 2, што ќе се направи во однос на тој дел. ВМРО ДПМН, односно владата вели без ВМРО ДПМН нема уставни измени, тоа е нивниот став. Меѓутоа не вели на кој начин ќе го отвори процесот на Македонија кон Европската Унија. Бидејќи очигледно е дека сите изјави на сите оние и кои што дошле во Скопје, и кои што давале изјави во Брисел и пошироко, се дека додека не се усвојат уставните измени, дека Македонија нема да го отвори процесот на преговарање со Европската Унија. Добро, не сметате дека се потребни некакви гаранции, барем тоа е ставот на владата сега, ако еве тука госпоѓата Митева ќе каже, неприфатливо е тоа, бидејќи ја слушнавме Јотова, ја пак ќе се реферираме на незината денешна изјава дека е невозможно да се извади од извештајот таму тој дел за историската комисија, кога тоа е дел од протоколот и од преговарачката рамка. Овдека дел од експертите кажуваат дека некои прашања како што се идентитетски, историски така натаму се надвор од копенхашките критериуми кои што еве сега некои специјални услови се наметнуваат на Македонија, па во тој дел бе прашано. Во тој дел и македонскиот јазик и идентитет се затворено прашање. Мислам дека тоа сме го кажале милион пати, ќе го повториме ако треба уште милион пати. Затворени се прашањата и на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет. Единствена пречка во моментот која што ние према отварањето на преговарачката рамка, на процесот на преговори е со Европската Унија се уставните измени.
Дали тоа ќе биде последно барање? Власта стравува дека тоа нема да биде последно барање. Еве ги слушав пред малку претениците во Европскиот парламент, се користеше терминологија, мораме да го спречиме сега, еве, не баш директно така, меѓутоа поентата беше македонизмот. Што е проблемот со нашиот македонизам? Впрочем, и јас денеска може да ви кажа дека нема да има било какви барања во однос на Бугарија. Можеби ќе има барања и од друга земја членка на Европската унија. Не можеме да знаеме што ќе се случува, тоа е процес. Во текот на процесот ќе градиме позиции и ќе се бориме за она што ќе се бориме за сите права на државата, така? Меѓутоа никој, вклучително, значи никој во Македонија во моментов не може да каже дека нема да има било какви барања, не само од Бугарија, можеби утре од друга земја членка на Европската унија. Клучно е какви ќе бидат барањата, затоа што чекав да завршите, затоа што ова е клучното сега што го велите. Никој не може да потврди какви ќе бидат идните барања, дали ќе доаѓаат од Бугарија или од друга држава земја членка. Само момент да ви објаснам. Не ќе ве прекинам. Дали можете да бидете сигурни дека навистина ќе има барања? Ве молам, ве сослушав. Сигурни ли сте дека навистина ќе има барања? Само да се сослушаме за да ви објаснам. Ама и одговорете ми на овој дел. Сослушајте ме. Бидејќи вие сите велите ќе има барања. Сослушајте ме. Сигурни сте дека ќе има барања? Велите не можеме да бидеме сигурни. Ние многу пати сме кажале дека доколку барањата од земјите членки на Европската унија, вклучувајќи ја и Бугарија тука, се однесуваат на реформи, се однесуваат на неисполнување на копенхашките критериуми, тогаш ние треба да се свртиме кон себе, да погледнеме што ние сме направиле погрешно. Се додека барањата се однесуваат на идентитет, на историска комисија која што задира во идентитет, во култура, во јазик, во историски личности, во редефинирање на историја, во определување од кога и како постои оваа македонска држава, се дотагаш јас не можам да бидам сигурна, ниту македонските граѓани, ниту вие, дека само уставните измени се последното нешто кое што од страна на нашите соседи е побарано. И тоа е клучот кој што го говориме не од денес, не во предизборија, туку во моментите кога бевте спремни тој бел лист хартија да го подпишете и да речете се што сакате ставете, ние ќе исполниме, само за да ги зачувате позициите во рамки на власта, мислејќи дека некои големи фактори ќе бидат на вашата страна, не грижејќи се дека оставате многу траен проблем, кој што некој сега треба да се обидува да го поправи. Дали ќе успееме ние целосно не знаеме, тоа се генерации кои што ќе треба да ги исправаат вашите проблеми кои што сте ги оставиле. Со подпишувањето на такви договори, кои што велеат добрососедство и пријателство, а ни донесоа денеска ние да дебатираме после 2, 3, 4 години дека се уште ние сме на статус кво затоа што вие превземавте обврска. Вие гарантиравте дека имате мнозинство во парламентот. Добре. Да, ВМРО ДПМН вели дека без ВМРО ДПМН не може да се случат уставните измени. Затоа што вие некого го убедувавте дека можете тоа да го направите. Вашиот претходен претседател вака праеше, ќе го најдеме патот. Добре. Затоа што знаете што се случуваше во собранието. Добре, и со пратениците, и со сите. Треба да бидеме чесни пред граѓаните. Точно, треба да ги кажеме позициите, треба да бидеме онака чесни како пред што се. граѓаните. Никој не вели дека оваа влада не е про ЕУ и дека не сака децениската, историската жилба на овој македонски народ да исполни, а тоа е полноправно членство на Македонија во Европската унија. Но под кои услови е клучната разлика која што имаме ние со вас? Затоа што вие немате услов. Затоа што вие велите, ајде уште ова да го направиме. Па кој ни гарантира дека друг пат нема да има? Зошто не се обидаме малку да презентираме нашата позиција? Зошто заедно, вие како опозиција не речете во право е владата? Зошто наместо да одите пред европските представници да велите оваа влада не сака да ги спроведе реформите и не сака да биде Македонија дел од Европската унија, не кажете и ние стоиме за овој став. И ние сме убединети и мислиме дека ова е правилниот пат кој што треба да го одиме. Да, добро, ова ми изгледа како говор за на избори. Значи сега Ама ова е реалноста. Не, јас сега дали се избори, дали се владеачка гарнитура, дали ќе бидеме повторно во опозиција, константна се ставува. Вие мене да ме слушате. Вие бевте тие кои што велевте дека ќе го укинете Преспанскиот договор. Вие бевте тие кои што им ветивте на граѓаните подобра преговарачка рамка. Не, како што ние, сега и јас на вас вие. Значи, вие бевте тие кои што ветивте многу работи и во рокот овие 2 години не ги исполнивте. Точно, јас стојам за ставот. Дека апсолутно никој, никаде, нити тука, нити во Европа може да ви вети било што. Меѓутоа, отворете го процесот. Отворете го процесот, да видите како ќе се однесува во случај
проблемот го имаме со Бугарија. Ако видите како држава дека имате дополнителни проблеми, ви создава Бугарија во процесот на Македонија кон Европската унија, во секој време можете да се повлечете од процесот. Ама зборите во еднина, ова е во интерес на сите граѓани, видете, ве молам, треба да видиме. Не, јас зборувам сега, ќе почекате, после ако имате нешто ќе кажете. Значи, вие им ветевте многу работи на граѓаните. 2 години не сте мрднати од мртва точка. Не само што не сте мрднати, туку го уназадувате процесот. Ако сметате дека утре некој ќе пречи на процесот, почнете го процесот и повлечете се. Ако гледате дека некој сака повторно да ви направи проблеми со вашиот јазик, со вашиот идентитет. Никој не прави отстапки за јазикот, идентитетот. И нашата црвена линија е јасна. И немојте да пласирате погрешни информации пред граѓаните дека ние сме направиле отстапки и дека сме ги прифатиле сите услови. Не. Вашата позиција направете го ова, па видете како ќе бидат работите, па ако не ви се свиѓа прекинете го, таа мекотелна политика за која што цело време ви ја кажувате. Младите ќе ни одат во Европа, а ние ќе чекаме ВМРО ДПМН да размисли што ќе прави после 2 години или после 4 години. Не, ве молам. Значи не може тоа, превземете ги чекорите, отворете го процесот, па ќе видиме таму некаде дали ние сме во право или не сме во право. Значи јас така не кажав, него реков, ако имаме пречки во тој процес, добро, јас го парафразирам. Донесеме одлука како не можете да парафразирате. Јас го парафразирам истото значење. Почнете го процесот, не можеме да знаеме што ќе се случи, па ако имаме проблем, повторно ќе го прекинеме. Ама отстапката што сме направиле, што сме ги внеле веќе бугарите во уставот, кој ќе носи таа штета тогаш? Ние сме направиле отстапка, не сме добиле ништо за возврат. А тоа било ветувањето. Ако не сме добиле ништо, сме отвориле процес на преговори со Европската унија, како не сме добиле ништо? Еве велите, после прекинете ги. Па прекинете ги. И што сме добиле? Сите земји членки ако размислуваат како што мора да мислите во политиката и во действувањето и во влечењето на потези неколку чекори напред. А гледам колку не може вие да носите напред стоење во место. Од ден за ден политики тоа време 7 години го правите. Не се согласувам. 7 години носевте политики кои што од денес за утре не важеа. Не се согласувам апсолутно. Тоа не е нашиот стил и тоа нема да го правиме. Во Западен Балкан ако размислуваа вака во процесот на отварање и пристапување кон Европската унија, никаде нема да отидеа. Како што нема да одиме и ние со влада како вашата. Па добро, видовме кај отидовме вие со вашата влада за 7 години. Кај отидовме? Како кај отидовме? Кај отидовме? Зошто не ги почнавме за 7 години преговорите со Европската унија, пошто вие нели визионери сте биле? Уставните измени, зашто не почна процесот. А зошто превземавте обврски кои што не можете да ги исполните? Зошто не го слушавте народот кога ви велеше дека не сака тоа да се случи? Тогаш не се постигна консензус околу. Па не знам, еве сега ќе ве слушаме вас затоа што рековте дека ќе поништите се. Ја мислам дека редно време е да поништите се затоа што тоа го ветивте. Не ќе не слушате нас се додека граѓаните даваат довербата на оваа влада. Добро, тогаш кажете им на граѓаните зошто ги излажавте пред 2 години. Народот е тој кој што одлучува на избори на кого ќе му ја даде довербата и ќе не слушате се додека ни ја дава довербата. Тогаш кога нема да ни ја даде, ја имате довербата, кажете им на граѓаните зошто ги излажавте. Ниту сме ги излажале, ниту сме промениле став, ниту ќе го направиме тоа за разлика од вас. Поднос на овие прашања и поднос на сите прашања, оваа влада не менува ставови од ден за ден, ниту носи политики кои што се рефлектираат негативно врз македонскиот народ, врз суверенитетот и врз идентитетот на Македонија. Така што оваа влада не носи државнички одлуки, туку си гледа само за себе за сопствените интереси. Честни и реални да кажете дека се што сте направиле не носи одлуки кои што се во интерес на државата и на сите граѓани на оваа држава. Не сакам да се надвикуваме. Ми велите сега јас зборувам преска, вие од преска ми упаѓате. Па и вие цело време му упаѓате збор, како вие на мене, така и јас. Мислам дека публиката во меѓувреме разбра што беа позициите и на госпоѓата Митева и на госпоѓата Шукова. Ниту тогаш кога се носеше францускиот предлог да заклучам, немаше консензус, сега исто така нема. ВМРО ДПМН не даде одредени ветувања на изборите, вие дадовте одредени ветувања, предпоставам сега секој се држи до ветувањата, меѓутоа не знам зашто е просто тешко да се најде консензус, тоа го прават сите држави. Еве ништо повеќе можеме да се огледаме на тоа што се случува во соседството Бугарија.